окей. Најверојатно сега следува проповед и ја не ви ветувам, али ќе се потрудам. Вчера Лазе, еве денеска сум исправен пред вас. Значи ми рече, чекај, најде ли нешто за мене, како ќе биде, викам, ајде, Господ ќе се погрижи. И така да се погрижи стварно да не болеше кичмата, едноставно не може да стане. Некој од вас не видоа во слабост. Али кој од нас не е слаб? Павле, знаете што вика? Вика со слабостите да се фалиме. Така да тоа ни престанува со слабостите да се фалиме. Зошто? Зашто Бог се правува силен во нашите слабости. Амин. Амин. Ова е најголема амин што треба да биде кажано. Зошто? Зашто така стануваме непобедливи. Кажувам многу пати зашто е чиста вистина. Ние сме непобедливи. Амин. Амин. Зашто ни смртта, ни животот, ниту било кое Ни стравото. создание може да ни наштети. Амин. Ние сме слаби во телото. Ја не знам после тоа дори што да проповедам искрено. Едино некако ако можеме да ја доловиме таа љубов, тие атрибути на Божјата љубов и да знаеме дека сме на вистинското место. И се договориме на еден од старшинските состаноци дека ќе имаме на овој период е многу интересна тема. Една голема тема и дадов ми наслов, може би денес ќе начнам нешто само, али ќе имаме време да слушнеме за следо тоа. И многу ме израдува, ако можам да кажам, водењето или отварањето на Милена, зашто го даде тој контекст, наведе, ја насочи реката на таму, а таа е љубовта како внатрешност на верата и внатрешност на секое добро дело, што ние го правиме во Бог. И имаме дури размислување дали да биде љубовта основа или внатрешноста. Зошто внатрешноста? Зошто мислам дека внатрешноста е можеби клучно, а не например основата. Иако е факт дека љубовта е основа на се она што правиме во животот. Знаете како видовме дека низ историјата многу пати црквата многу прати Божите луѓе се изместуваат од основата. И не зацврснати во внатрешноста со тоа што го имаат. Правеа разни доктрини, правеа разни учења, разни движења што не беа во согласност со ова и пред се со Божјото срце. И затоа мислам дека кога ние имаме основа, не е доволно. Значи сега се зацврстивме и сега да погледнеме внатре и да видиме што имаме натре. Што ние имаме во контекст на 1 Петрова 2 глава, која кажува се имате за живот и побожност. Која е таа внатрешност што нас не отсликува, не отцртува и уште кој збор да го кажам, и не прави да сме така убави. Зашто не може човек со сета таа внатрешност да не биде убав. Амин. Вау. Секој човек, ја тоа сум го студирал. Знаете која е една од моите паси или страсти, ако можам да кажам, или интересно ми е да седам негде и од некој ќош да гледам каква личност ќе помине. Но прв пат те гледаш. Прв пат те гледаш таа фаца, прв пат гледаш таа конституција, прв пат се. И мене секогаш ми било тоа интересно. Зошто? Зашто се радувам на Божјата креација. Знаете, луѓето стануваат, нема да употребам тежок збор, стануваат помалце добри, стануваат помалце убави, оттргајќи се од Божјата љубов и не препознавајќи ја Божјата љубов.
а создадени се совршени. И затоа е луксус. Покрај се што се случува во нашиот живот и покрај ова што се случи денес, ова испраќање може да кажам со луксус е да не останеме во основата и да биде разнишена нашата надвежност. Ги имаме сите алатки, ако можем да кажем, да се утешиме, сите алатки да се охрабриме, сите алатки да се разбереме едни со други. Понекогаш човекот е желен само за едно, да биде разбран од некоја друга личност. Сте го доживеале си тоа? Искрено. Јас сум искрен човек. Не се отворам на секого, али на тој што ќе мислам дека треба да се отворам искрено. Тука треба да учим. Имате помалку затворени, повеќе отворени луѓе. Али тука ќе растеме во доверба и така ќе се запознаваме. Али луксус е луѓе, верувате. Луксус е. Ова јас секој се го поставам како прашање. Ова не е нешто што јас сум го научил совршено и можам да ви проповедам. Дека луксус е да пробам да се изместувам од тоа што Бог поставил во нас. Затоа мислам дека внатрешноста е многу битна работа. Што? Интересно беше, Зоран зборуваше за вера пред неколку, иако ние зборуваме за вера веќе, можеби цела овој период за корона. И кажа едно нешто. Има нешто во верата. И пак кажуваше, има нешто во верата. Ја верувам дека црквата е тука да објасни што е тоа што има нешто во верата. Го разбираме овој дел? Што е тоа што не прави посилни од другите? Или би требало да ја направи? Што е тоа што те прави похрабар од другите? Што е тоа што те прави порадосен од другите? Што е тоа што те прави сочувствителен од другите? И ја мислам дека главното својство, и тоа ќе го потврдиме, што верата го има, тоа е љубовта. Минатиот пат кажав, само го спомнам дека верата без љубов се принципи, не знам дали сте размислували. Принципи што на сите им се достапни, но не на сите им се полезни. Имате толку добри навидум учења сега за верата, да те направат посилен човек, да те направат по-сигурен човек, да те направат по-успешен човек. Но видиме дека успехот со радоста нема врска. Не може да направат што? Не може да направат Божи човек. Верата извадена од контекст е принципи на кои овој свет и како функционира. Се запознав со едни луѓе што и како нивната вера во тоа што го прават беше силна. Не збориме за спасовностна вера. Таа е верата од Христос. Збориме за онаа вера што Бог е дал на сите за да можеш да ни пристапиш. А ние одлучуваме каде ќе ја користиме. И направил така успешни во нивната вера во тоа што се повторуваа еден по друг, да не речам како папагали. Одиш со едниот се среќаваш исто, одиш на друго место, истото ти го кажува. Зошто? Зашто виделе дека тоа во нив успева. Знаете понекогаш на таму само колку треба? Само малку. Малку. А тоа е малку најмногу. Тоа е личност. Тоа е Христос. Ја имам полемики, добри полемики, со многу луѓе на Вибер, на Месенџер, во контекст на овие, ако можам да кажам, теми. Тука се негде. Верувате дека тука се негде. Единствено уште да ни бликне дека Христос е Бог. Тоа малко е многу, а Бог го направи достапно за сите.
Амин. Така да, Павле никогаш и никаде не одвојува верата од љубовта, ниту па добрите дела од верата и од љубовта. Ние тука, као се вика тоа, пена ни фати во уста, зборувајќи дека единствени, ја имам напишано со големи букви во една тетрадка, единствени добри дела во твојот живот се делата што Бог ги има наменето за твојот живот. Знаете што? Научувајќи се на овие нешта, ние дури и во тело можеме да правиме добри дела. Само нема да бидат толку добри колку Божите дела. Ме разбирате што сакам да кажам? Дека човек научен на Бог, човек што го прифатил Божето срце, дури веќе не ни калкулира. Он е спремен, како што кажува Павле, бидете спремни секогаш да покажете добро на тие до вас. А најповеќе на тие што се од иста вера. И затоа мислам дека многу е битно да знаеме дека верата со која делуваме е исполнета и потикната единствено од љубовта. И добрите дела кои ги правиме се единствено исполнети и потикнати од љубовта што Бог ја ставил и ја излеал во нашето срце. Мене излеал зборот ми е најубав збор. Знаете зошто? Зашто опфаќа се. Опфаќа се од тебе. Љубовта на Бог не ја добивме половично. И затоа пишува ја излеал. Знаете што сум кажал многу пати, одека е неравно, да има една олма, тоа е за тие што зоне знаат точно што е, смеса, каде што кога ќе ја пуштиме, ќе излие се. Посебно недостатоците. Затоа љубовта покрива многу промашени цели во твојот живот. И затоа, гледајќи на промашените цели, ние имаме две опции. Да се осудиме, истиот збор е греф. Намерно не го спомнувам, многу е страшен. Толку, и тоа црквата го направи страшен збор од греф, што ние сега се плашиме дори да го изговориме. А е промашена цел. Љубовта покрива многу промашени цели во нашиот живот. И знаете што? Не само ги покрива. Него те бутка напред, да следната да не ја промашиш. А тогаш која промашуваш? Тогаш он со тебе. Ние гледаме пример дека Исус не му дозволи на Петар да потоне. Само за да го научи дека неговата вера е слаба. Негова љубов му даде раката одма. Човечки е малку да го оставиме да се дави. Малку. Не многу. Но Бог интервенира. Знаете, ја како го размислувам, стануваме и паѓаме во Бог. Во Бог. Значи, може, треба многу добро да ни биде јасно дека ние не паѓаме сами, луѓе. Тоа е опасно. Кога ние би паднале сами, нашиот пат би бил страшен. Ние паѓаме, пишува, во Бог. Што значи тоа? Паѓаш или на рамо му паѓаш, на колено ќе му паднеш, со рака ќе те фати. Ќе те крене. Но никако нема да треснеш на точки. Затоа и стануваме и паѓаме во Бог. Амин. Може да повторим ова. Стануваме и паѓаме во Бог. Стануваме и паѓаме во Бог. Амин. Амин. И животот ни е пан не стане, пан не стане, пан не стане. Не. Не. Љубовта и верата, довербата во Бог те прави. Оди, не греши повеќе. Вау. А кога грешиш, имаш застапник пред тронот. Амин. Затоа рекол дека сме неуништливи. Ја верувам во Бога. Не знам дали вие верувате, али ја познавам црквата, знам дека верувате. Амин. Вау.
Галатјаните 5 глава само да најдам стихот. Шести стих. Але ќе прочитаме и 5 и 6. Зашто ние преку Духот по вера ја очекуваме надежта на праведноста, а во Христос Исус ниту обрезанието има вредност, ниту необрезанието. Но што? Туку верата која действува преку љубовта. Еве го клучниот стих за тоа што сакам да го кажам денес. Ниту ниеден принцип. Обрезанието е принцип. Старозаветен што и ден денес се користи, немајќи вера со љубов да се разбере Божјото срце. Обрезанието е, што рекоме, принцип, начин како да му удоловиме на Бог, а не можеме. Но што? Ниту па необрезанието, без откровение дека уствари Божјата љубов е таа што не води до покаяние. Е пак принцип. Ништо не правише принцип. Да, зашто ниеден наш чекор, ниеден наш подвиг не те носи кон спасение, освен Божјата благодат преку вера, која действува единствено преку љубов. Кога ќе го разбереме ова, ќе видите дека помалку дебати ќе има која е поголема. Љубовта, благодата, верата, надежта. Иако е јасна. Јасен е Павле и јасно беше тоа што Ирена го прочита. Зашто единствено нешто што го придвижи Бог и Исус беше љубовта. Љубовта кон своето создание. Вау! Ние сме првина од неговото создание. Ја не знам колку се силни овие зборови за многумина од нас. Не знам колку ги занемаруваме, понизувајќи се, дека сепак да не мислиме повеќе колку што треба за нас. И стварно е дека не треба да мислиме повеќе колку што Бог оставил и мисли за нас. Но тоа нешто не смееме да го забравиме, зашто тоа би било лажна понизност. А вистинска понизност е тоа да опознаеме делото на Христос во нашиот живот. Не делото на Христос пред 2000 години, не делото на Христос таму некаде, тогаш некаде. Делото на Христос во твојот живот. Се додека немаш откровение што Господ направи во твојот живот, ти ќе гледаш збунето, дали Господ прави или не прави нешто во твојот живот. И така ќе расудуваш. Кога ќе почувствуваш делото Божјо во твојот живот, тебе нема река што ќе те сопре, нема препрека што може да те сопре. Единствено самите некогаш. Ние знаеме да се бидеме класници. Така? Согласуваме со ова? Ја. Кој друг ако не ние? Знаете, на Исус му бараат чудо. И вика, покажи ни чудо. Толку чуда се случија пред нивните очи. И секогаш е така. Секогаш е малку од чуда, зашто сме понекогаш битија на заборав. Забораваме што се случило вчера и што Господ направи во нашиот живот. И постојано бараме чудо. Но чудо, па чудото не е нешто што те носи кон Бог. Чудата се составен дел од Божјото царство и од нашиот живот, но не се есенцијален дел да те донесе кон Бог. Се согласуваме со ова? И евреите после толку чуда воскреснати луѓе.
истерани демони, не еде, 1000 одеде. Воскресната ќерката Јаирова. Кажете друго чудо. Кана, сватбата. Лазар. Уште што не вика, покажи ни чудо. Исус им вика, преку глава ми е од вашите неразбирани варања на чуда, кои ви се само ви држат влага до утре. Јас ви кажувам дека освен чудото на Јона, друго нема да покажа. Многу пати историјата на црквата го преведувала само во еден правец, а тоа е дека Јона беше голтнат од китот и така и Исус ќе биде во утробата на земјата и третиот ден ќе воскресне. Но има еден интересен момент, ако очитаме цел контекст, ќе видиме дека Исус изборува и за нешто друго. А тоа е чудото на спасение. Што направи Исус преку Јона? И спаси нивица. И спаси нивица. Вау! На жената и кажува, жената возбудена, што доби од живата вода и вика, гледај од таму. А тие луѓето од таму бараат жива вода, вика, жетвата е спремна. Спремна за спасение. Исус мораше да умре, да воскресне, за да ние добиеме спасение. Така да зар има поголемо чудо од твоето спасение во овој свет? Вау! Тоа сакаш да им каже Исус. Не дека не беше спремен да прави уште чуда. Ги направи уште многу пред тоа. После тоа. После овој муабет. Не им кажува, гледате го главното чудо, а тоа е дека ќе дојде спасение. Интересно е што го зема Јона да ги спаси неневиците, кои упорно сакаше да избега пред Бог и беше упорно бунтовен пред Бог. Зашто сакаше само грубо да ја употреби верата што му беше дадена од Бог. Првен го уплаши повикот, но после го се созема. Му беше криво зашто ги спаси неневиците Господ. И тука ја гледаме Божјата љубовна дело. Можно да најдеме Јона. Не, ќе обарам. Ја знаете приказната за Јона? Супер што ја знаете. Ми помагате додека барам да размислувате. И ако знаеш па ќе оставиш човек на пола. Пред Михе, мислам, дека беше Ати, Јоел, Амос, многу се. Деветстои 10 таму. Тогаш Јона излезе од градот, па седна од источната страна и таму си направи колиба и се смести во неа под ладовината, за да види што ќе стане со градот. Последната глава, 5 стих. 4 глава, 5 стих. Понекогаш различно во разни изданија, али снага тука исто. Тогаш Господ Бог нареди да израсне растение над главата на Јона, за да има над главата сенка и да го избави од неудобноста. Јона многу му се зарадува на тоа растение. И нареди Господ вториот ден, кога зората се зазори, црви да ја подгризаат билката и таа се исуши. И кога изгреа сонцето, испрати Бог врел источен ветар и сонцето почна да ја пече главата на Јона. Така што тој изнемоште толку што се помоли да умре, велејќи: подобро е да умрам отколку да живеам. А Бог му рече тогаш на Јона:
зар имаш право да се лутиш поради билката? А тој одговори, многу сум луд. Луд сум, тој до смрт. Вау. Ја мислам дека понекогаш на Господ се интересни овие случаи кога сме многу луди. Да. Тогаш Господ рече, тебе ти е жал за едно растение, за кое ниту си се трудил, ниту си го одгледал, и која за една ноќ израсна и за една ноќ се суши. Верата без љубов ги носи овие дела во нашиот живот. Дела за кои мислиме дека мораме, дела кои ги правиме оддалеку. Ја многу пати сум кажал, има два начина на покажување на благодат или на љубов. Покажување оддалеку и покажување од близко. Понекогаш верата е груба и ги прави работите оддалеку. И не само што ги прави работите оддалеку, те прави тебе далече. Мене да не ми е жал за Ненеивија, за овој голем град во кој живеат повеќе од 120.000 души, кои не може да разликуваат десната рака од левата, а и за многу добиток. Бог му одржа лекција на Јона, дека Божјата љубов е над се. Дека Бог тоа што го прави од љубов. Бог тоа што го прави од љубов и од само љубов. Бог нема потреба и намера да се докажува на некого. Но не учи дека нема потреба и намера и ние да се докажуваме на некого. Ево поттикнати од Божјата љубов да положиме раце и во верата човек да стане. Поттикнати од Божјата љубов да одиме со некого 2 километра место километар. Поттикнати од Божјата љубов да го благословиме тој човек и тој човек да биде благословен и неговите поколенија да бидат благословени. Поттикнати од Божјата љубов да правиме работи што овој свет не ги познава. Поттикнати од Божјата љубов да правиме работи што и Христос не ги направи. Така пишува. Знаете како? Библијата е, тоа да сум го кажал многу пати, посебно Павле е прагматичен, према потребите давал одговори, према потребите давал решенија, према тоа што видел дека војнина ќе донесе добра, давал насоки и упатства. Но никогаш не ја оспорил Божјата љубов. Многу луѓе замеруваат на Павле дека го расипал Христовото учење. Павловото учење е за Христос. Павле не расипал ништо. Павле донел еден опис на тоа што значи сето тоа што го правеше Бог, а не беше разбран. Што значи сето тоа што го кажа Исус, а не беше разбрано неговите современици. И Милена веќе почна да чита, али ја морам да го дочитам за да биде да и јамин оно што го читаме, а тоа е 13 глава 1 Коринтијани. И ќе го читам малце поинаку. Знаете, многу пати сме дебатирале, особено порано, сега веќе малце созреаваме па јасни се работите, но со едно нешто никогаш не се согласив со некој, дека маж и жена не може да сакаат со Божјата љубов.
дека тоа е некоја друга љубов, некоја платонска или човечка, како филео љубов, и дека нема врска со Божјата љубов. Јас тоа не се согласувам. Човек што го познава Христос треба да љуби со Божјата љубов. И е повикан да љуби со Божјата љубов. Зашто некако го тргаме притисокот од нас, од сето на Павле што го пишал за Божјата љубов, мислејќи дека тоа е на Бог атрибути и дека ние не ги поседуваме. Па така да не мора да ги покажеме кон нашиот ближен или кон нашиот сопатник. А повикани сме во истата љубов. Да се учиме, да го градиме и да го правиме она што Павле го објаснува за љубовта. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски што љубов немам. Ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и така силна вера, што и планини да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. И да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, што љубов немам, ништо не ми е на корист. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Се почувствувале дека некогаш треба на повод сопруги добрина да ја пружиш? Љубовта не завидува. Ја викам, помалу се само може. Љубовта не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не го бара своето, не се срди, не памети зло, не се радува на неправда, туку се радува на вистината. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа, а пророкувањата ќе минат, јазиците ќе замолкнат, знаењето ќе исчезне, зашто само делумно спознаваме и само делумно пророкуваме. А кога ќе дојде совршеното, тогаш ќе исчезне делумното. Вау! Ние колку се фалиме со делумново, а очекувам уште појако да биде. Вау! Сега, ајде да го читаме малце од различен контекст. Дори Павле ми е чуден, ние му го знам контекстот, што сака да објасни тука, али ајде да читаме во контекст на она што Исус го кажува. Значи, ако светот кажува не правете му тоа што не сакате да ви прават, Исус кажува правете тоа што сакате да ви прават. Ајде во овој контекст да го читаме сега, ова што Павле го чита. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, што љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Имаш ли љубов во твојот живот и тоа Божја? Значи за тебе важи да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, и љубов имам, ќе бидам како некој што покриви нагласува дека Христос е мој цар. Да имам пророчки дари, да знам сите тајни, да го имам сето знаење, а и таква силна вера што и планирам да преместувам, ако љубов немам, ништо не сум. А љубов имаш, тогаш ти се си. Тогаш пророчкиот дар искористила за Божјото царство. Тогаш сите тајни што ги знаеш. Ја знам дека меѓу вас има луѓе што знаат многу тајни од Божјото царство. Кажи ги да ги знаат и други. Зошто? Зашто љубов имаш. Што рековме? Исполнети сме со Божја љубов. Не сме поднаполнети. Не сме попрскани. Него сме исполнети со Божја љубов. Тогаш премести го твојот проблем, што се вивна како планина во твојот живот. Зашто љубов имаш. И во таа љубов верата е дај јаме во твојот живот.
и да го раздадам целиот свој имот, да го предадам телото да ми изгори, штом љубов немам, ништо не ми користи. Или во превод, чим љубов имаш, се ти користи. Амин. Некој рекол, сакај го Бог и прави што сакаш. Толку длабока изгледа, што те носи да правиш точно што тоа Бог сака. Те носи на води точно каде што Бог сака да те носи. Сакај го Бог и прави што сакаш. Вау! Знаете, љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува што се ова. Ова се дела и плодови на љубовта. Ова се дела и плодови. Радоста за која зборевме минатиот пат е плод на духот. Плод на таа Божја љубов што излева во нашите срца. И знаете што значи плод? Плод значи крајно нешто што треба да го записаш. Крајно нешто каде што сега ќе ти потечат лиги. Мене данче секогаш ме кара, ако јадам нешто убаво, јадам брзо. Мислејќи дека што побрзо, јако е обратно. Што повеќе джвакаш, тоа повеќе уживаш. Али од недостиг на трпение, дека нештото е убаво, само джвакаш. Половично и буташ. Тоа значи плод. Плод е нешто од што ќе течат лиги. И понекогаш стварно сме луѓе што на другите им течат лиги од нас. Во позитивен контекст. Дека сме добри плодови создадени од Бог. Амин. Мислам дека тука е доволно. Е пун со набој целиот овој ден, барем за мене. И ако продолжам, можам само да утнам нешто. Не дека до сега нешто. Сигурно утнам. Али фала на Господ што знае он да исправи. И тоа кога Бог исправа на совршен начин. И затоа не повикува да се понесуваме, да се љубиме. И знаете, најинтересно да се трпиме. Тоа е некако најтешко, а е плод на љубовта, да се трпиме. И понекогаш на братот ако нешто гледаш дека ти е луд, само кажи му, ќе ме трпиш уште долго. Ќе ме трпиш уште долго, па он нека има жаров на главата. Али да бидеме луѓе што се трпиме едни со други. Некако едва и да чекаме нештото да помине, денот да помине и да не ти видам очите. Него да трпиме со Божјата љубов, како што Божјата љубов трпи, како што Петар знае да каже, види Исус ќе дојде уште утре. Али големо е неговото трпение ради сите вас. Вау! Нека биде големо нашето трпение ради сите еден околу нас. И да не се расправаме кога Исус ќе дојде. Исус ќе дојде. Ако ја дојде. Амин. Исус се дојде. Знаете, ова ви го кажувам како човек што ве сакам. Е како научен теолог што ја спознал, не знам, целата теологија или Библија или доктрина ни за последни времиња, ни за крајни времиња. Но као човек што завлегувал и не сака повеќе, или као човек што увидел дека некои работи не носат добро на тебе и на твојата душа, а тоа е да се расправате
за крајните времења, за доктрините на крајните времења и кога Исус ќе дојде. Тоа мислам дека е добро и полезно, ние сме го правеле тоа, но во некои потесни кругови. Да не ви ја одзима радоста од животот и од тоа што Христос сака да направи сега и тука. Секоја генерација верувате дека има и ќе има чувство дека Исус доаѓа скоро. Зашто така треба да биде. Зашто ние сите, еден човек кажа, слушате го ова, може би е за многу ќе биде шокантно, но рекол вака, ние не чекаме подобар живот. Ние го чекаме Христос. Ја додадов, не чекаме ни полош живот. Ние го чекаме Христос. Но празните, Павле ги нарекува празни разговори, капки од типот на кога, како Христос ќе дојде, кои ќе бидат знаците и времињата, знам дека се интересни, понекогаш и скандалозни, а човекот сака нешто да е скандалозно, сака нешто да го одржува во неизвестноста. И ние сите го имаме тој залог да не држи нешто во известноста, дека да, Христос може да дојде